Потрошувачите во Македонија недоволно ги познаваат предностите од интернет продажбата, но истото може да се каже и за компаниите, кои се уште во мал обем се вклучени во електронската продажба. Токму малите и средните компании кои учествуваат со највисок процент во внатрешната трговија, се уште ја преферираат класичната продажба. Од интернет компаниите сметаат дека со електронската продажба се таргетира поголема група потрошувачи, не само во градот во кој функционираат, туку и во регионот и во државата. Во Македонија постојат неколку компании кои им овозможуваат на фирмите на организиран начин да вршат продажба, а од друга страна ги штитат и интересите на потрошувачите. Најголем процент од малите и средните компании имаат своја веб страна и ги користат социјалните мрежи за да привлечат поголем број на клиенти. Да ја активира својата интернет продавница, да ги има сите потребни алатки што им се за да имат ефективна продажба. Генерално кај нас компаниите во Македонија полека почнуваат да го адаптираат тој модел на продажба, меѓутоа се е сведено на социјалните мрежи, односно на објавување на информации на Facebook и очекување на преку социјалните мрежи да привлечат одредена популација. Додека самиот тој начин на продажба генерално не може да ги ефектуира до тој степен сите заинтересирани клиенти да може да купат. Компаниите кои организираат интернет продажба им овозможуваат на фирмите панели преку кои можат самите да ја уредуваат својата понуда, што подразбира додавање на производи, фотографии за производите, алатки за самостојно креирање на купони и поврзување на интернет продажба со реалната продажба. Компаниите добиваат и советодавна поддршка во однос на представување на производите, различни наплати на продажба. И додека во Македонија оваа продажба е на незавидно ниво, кај нашите соседи и земјите од регионот е на многу повисоко ниво. Разлика од Македонија, другите држави се многу понапред. Да речеме една Бугарија веќе храбро чекори напред. Хрватска веќе одамна некои 5-6 години е активно вклучена во интернет продажбата, дури и некои хрватски компании го зафаќаат и македонскиот пазар. Да не ги спомнуваме тука светски развиените земји како што се САД, Кина, односно нивните платформи, кај нив генерално 68% од целокупната продажба се одвива преку интернет. Значи луѓето веќе онаа навика да појдат во продажни салони да купат ја губат. Постоењето на интернет компаниите и достапноста на интернетот кој во Македонија е на исклучително високо ниво. Во наредниот период се очекува да се зголеми продажбата преку интернет и уште повеќе да се раздвижи економијата во овој сегмент на пазарот.